Тамара што напиша и за која област се одлучи да пишува? Јас се одлучив да пишувам во областа на продавниците. Значи, како компјутерите се користат во продавниците? Како? Компјутерите се користат во продавниците така што сите продавници сите производи се запишуваат со нивната цена, наместите да се запаметат и да се собираат на калкулатор. Ете така, значи, понатаму? Компјутерите во продавниците работат на лазери за да ги читаат баркодовите. Знаете што се баркодови и како изгледаат? Оние цртичките кои што нас не изгледаат обични цртички, ама тие обични цртички даваат многу информации за производот. Од неговата цена до видот. Добро, ајде понатаму да посвети си наред. Баркодовите на производите за нивна евиденција и знаење на Добро, тишина. Ајде да видиме Сара, ти што напиша? После ќе кажете кој напишал најубаво. Добро, ќе одлучиме. Ајде. Учениците на компјутерите се користат за децата да може да научат англискиот јазик и да подобри интелигенција. Второ, во болниците компјутерите се користат за различни тестови, изпитување и контрола на хируршки интервенции. Операции или добро? Трето, во библиотеките компјутерите се користат за брзо пронаоѓање на книги или списање. Четврто, во компјутерите се користат за компонирање песни и музика. Пето, во домакинството компјутерите се користат на преживување и проучување. Добро. Значи во апаратите за домаќинството се вградени некакви си компјутери, така? И некакви си програми кои што управуваат со работата на соодветниот апарат. Ајде други кој ќе се јави, која група е готова? Која група пак ќе избираме кој најубаво напишал? Ајде. Кој друг напиша? Ние сега веднаш ќе запишеме. Ајде. Може Може, зашто да не, сигурно. Но добро е сами, она што го гледате да го кажете, не мора да гледате толку од учебниците, но можете и сами да се послужите. Ајде да видиме. Мартин, Мари и кој е таму позади да видим? И Филип. Ајде Мартин, Мари и Филип. Ајде. Амела? Училиштата потребен е компјутерот за пишување, цртање, презентирање, работа и учење. Добро? Во библиотеката потребни се компјутерите за Вака се, кога препишувате, после нема да си разберете, но кога пишувате нешто што знаете, што го гледате, тогаш лесно ви е да кажете. Добро, ајде. Напишавме на Уште имаш? Во медицината, добро? Во медицината потребни се компјутерите за различни тестови, изпитување и контроли на Добро, хируршки интервенции, истото што Сара, вие заедно работите, така? Ајде, Мартин, да видиме. Добро? Ние сите тројци. Вие сите тројца, ајде. Да кажеме компјутерите се користат во производство. Како? Да кажеме компјутерите се користат во Ајде, кажи сега, дури кажа. Компјутерите се користат во банките, медицината, европовите, продавниците, маркетите, војни служби, училиштата, полицијските станици, НАСА, студентски станици, телевизиите, хемиските фабрики, музиката и други. Одлично. Добро? Во аеродромите компјутерите се користат за покажување на летови, пишување на пратење на пишување пратење билети и безбедни летови за летови. Така, информации за, нели имаме постојано информации кои што ни кажуваат поврзани со летовите, кога, во колку часот, каде. Добро, одлично. Другите? Толку? Не, уште малку. Ајде, ти не доврши. Ајде. Телевизиските и филмски студија, креирање, графика и специјални ефекти на телевизија. Во студија
дали слушнавме да некои ваши изложувања или излагања или кажувања беа препишани од учебникот. Мене многу повеќе ме радува кога нешто сами ќе напишете, па макар и помалку да е тоа. А не да препишете. Па вие сами гледате кај да излеземе, сега да се користат компјутери. Во аптеките има ли компјутери? Зашто се користат таму? За да се запишат лековите, нивното количество, цените, така? Платни списоци на вработени и така натаму. Ајде, Елена. Јас сакам да кажам за како се турците во болницата и земната ординација. Ајде, во замната ординација и во медицината воопшто. Компјутерите се користат во болниците и замната ординација. Тие се користат за да се спаси Тишина. Тишина. Тишина, ајде уште еднаш, Елена. Тие се користат за да се спаси еден и повеќе животи. Добро. Значи, со што ќе се спаси? Со тоа што многу испитувања се прават благодарение на компјутерската техника. Така? Многу брзо можеме да дојдеме до резултатите што ни требаат. А пак во замната ординација, за да се регулира столчето и апаратите со кои се поправа завод на пациент. Добро, море. Ајде ти беше? И во колите се користи. И во колите. Како во колите? Ние ќе сетеме и ќе си легне да спиеме и колата ќе однесе. Или како? Со компјутерите има. Има Исто. Ајде оставете го да зборува. Ајде. Во колите се користат. Слободно кажи, ништо не правите. Колите се користат за да те одведат на одредено место. За да те одведат на одредено место, за да добиеме информации многу, така? Поврзани со брзината, со тоа дали со одветен дел работи, не работи, дали појасот него ставиле, така, дали светлата ни се вклучени, дали има некој проблем, сето тоа на оние табли специјални што се, сите тие информации, ако некоја врата не е затворена, гледаме која врата не е затворена во автомобилот и така натаму, така, еве да се помогне. Борек, ајде кој напиша најубаво? Можеме ли да одредиме некој што го напиша најубаво или горе-долу сите исто напишат? Може ако прочитаме тоа дома? Добро. Вака сега. Да објасниме за домашна работа на 25-та страна, па ќе продолжиме со дискусијата. Отворете сите на страна 25 и на страна 26. Таму ви се наоѓаат прашањата поврзани со новата лекција. Хајде, оставете го тоа. А за домашната треба да да ги одговориме прашањата примена на компјутерите во современиот живот.